Индиците беа крајно сериозни кога како една од ретките земји прифатија завршната декларација на самитот за климатски промени во Глазгов за прекинување на продажбата на возила со бензински и дизел мотори. Затоа и за кратко време гледаме втор концепт на ТАТА, која сака во наредните 5 години да освои 1/4 од тамошниот пазар на електрични возила. Наречен е Авиња и ја најавува третата генерација на електричната архитектура од каде доаѓа и големата слобода на конструкторите и дизајнерите. Каросеријата има облик кој ги замаглува границите меѓу класичните хеджбек и моноволуменец, најмногу заради кратката хауба и премногу закосениот ветробран. Вратите без централен столб се отвораат една наспроти друга, а тркалата се поставени на самите краеви на каросеријата заради што патничката кабина е доста просторна и со целосно рамен под. Предните седишта се ротирачки за полесно влегување, а на управувачот е сместен екран чии информации ќе се дополнуваат со проектирање на ветробранското стакло. Развојниот тим ветува автономија од едно полнење на батериите од 500 км, но не дава никакви технички детали за погонскиот систем. Челниците на ТАТА се молчеливи околу неговото сериско производство, но од порано имаат ветено дека првиот електричен автомобил од третата генерација го планираат за 2025 година.